повикав за да со вас јавно ги споделам моите сознанија околу случувањата во Апелациониот суд Скопје, а во врска со предметот ТЕНК. Сакам да информирам јавноста дека имам сигурни сознанија дека на 30 август во четвртокот попладне, откако се одложи седницата заради мое и на моите адвокати присуство на друго судење, закажано во ист термин, веде председателката на Апелациониот суд Скопје, очигледно, откако преходно врз неа било направено политичко влијание, ги повикала еден по еден сите судии од судскиот совет кои треба да одлучуваат по предметот ТЕНК, со директно барање седницата наредниот ден по секоја цена да биде одржана и да донесат осудителна одлука против мене, како и да ме прогласат за виновен, со цел да бидам затворен најбрзо можно. Дури се одело до такви размислувања, казната да се намали под 1 година, со цел да немам право за жалба пред Врховниот суд на Република Македонија. Исто така, според овие сознанија, планот бил утредента во петокот на 31 август да започне и заврши седницата, а веќе следниот петок на 7 септември експресно да се објави пресудата, што можеби и ќе се случи, а можеби ќе има и мала промена заради тоа што наместо во петокот, заради долгото трајање на таа седница, завршувањето на седницата се пролонгираше за утре, среда, 5 септември. Според сознанијата, било укажано дека за истото има добиено инструкции од многу повисока инстанца, од многу значаен фактор, и барала од секој судија поединечно да ја потврди дека ќе гласа согласно нејзината сугестија, а ако не може да го прифати тоа, да се повлече и да го остапи местото на друг кој ќе гласа согласно политичкото барање за тоа каква треба да биде пресудата. Сознанијата исто така говорат дека повеќето од судиите првично се спротивставиле, укажувајќи дека првостепената одлука за овој предмет, по кој тие постапуваат по жалба, е незаконска и неправедна, дека има огромни пропусти и грешки, но сепак на крајот повеќето подлегнале на притисокот, освен една личност од нив, за која се нашол соодветен начин веднаш да биде заменета. Таа замена, согласно сознанијата, не била извршена по правилата на АКМИ системот. И сега станува јасно зошто во петокот судот го одби моето барање, судењето да продолжи, откако преходно соодветна институција ќе изврши проверка на законитото користење на АКМИ системот во овој случај. Преходно, откако е примен предметот во Апелацијскиот суд и направен првиот состав на судии кои ќе се одлучуваат во јули месец, имало и други именувања на судиите. Стравувајќи за својата позиција и непријатностите кои може да им следат, во моментот судиите, иако потврдиле дека ќе го подржат ова барање, очигледно најдоа начин информацијата да излезе од тесниот круг на иматели на таа информација. Веројатно почувствувале дека тоа е максимумот што можат да го сторат и дека тоа барем малку ќе им ја намали грижата на совест заради неправедната и незаконска одлука која ќе треба наскоро да ја донесат. Напоменувам дека не се работи за судии кои не ја познаваат својата професија и својата работа. Напротив, се работи за искусни судии, со богато искуство, но под огромен политички притисок или некој од нив политички обврски. Подсетувам дека во петокот ми беше закажан термин на судска седница во време кога сите мои адвокати добија покани да присуствуваат на судско рочиште за предметот 27 април, каде судиката Добрива Кацарска веќе им изрече драконски парични казни заради неприсуство, а поради присуство на истите на друго судско рочиште во ист термин во истиот суд. Очигледно, намерата беше да останам сам, без адвокатска заштита, за да може полесно да се протурка седницата за овој предмет,
за кои самите судии се свесни и дека е незаконска и неправедна првостепената пресуда, и дека гонењето има и релативна и апсолутна застареност, бидејќи тоа пак е проста математика. И куп други процесни и други грешки и пропусти во постапката. Со ова ми беше грубо нарушено правото на одбрана и правилата и праксите на судот во Страсбург. А адвокатите побараа поместување за само еден работен ден. Што е уште поинтересно, за продолжението на седмицата, закажана за утре среда, повторно, пола од моите адвокати се повикани на друго рочиште, каде повторно суди е судиката Кацарска. Јас немам ангажирано адвокати, туку адвокатски тим, каде секој од нив има различна улога, покрива различен сегмент и само сите заедно може да пружат ефективна одбрана. Подсетувам дека од огромната пропаганда, во која пропагандната машинерија на власта говореше за наводни големи случаи и докази против мене и моите соработници, каде нивните пропагатори споменуваа милиони и милиарди евра, се сведува на предмет со кој сакаа да ме затворат во предвечерието на референдумот и на решавањето на името со договорот со Грција, на предмет во кој сум обвинет дека сум влиел да се набави службено блиндирано возило на МВР, внимавајте, бидејќи и јас сум сакал да се возам во него. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Ги прашувам јавно, каде се милионите и милиардите, за кои бесрамно водеа пропаганда против мене? Со сите институции насочени кон мене, со цел државен апарат фокусира на мене, со одврзани раце да ми прават што сакаат. Нема ниту еден случај против мене за било каква проневера или корупција. Па се сведува на план да ме затвораат бидејќи сум сакал покрај другите VIP странски гости и јас понекогаш да бидам превезуван во новото блиндирано возило во време кога старото е на поправка. Другите обвиненија против мене се исто така празни и засилени. Например, во предметот за патиштата сум обвинет, како што каже и самата обвинителка во судницата, дека сум влиел да се изгради автопатот Охрид-Кичево со цел да добијам политички поени пред следните парламентарни избори. Не баре е криминал ако политичар и премиер пред избори ги истакне завршените проекти и со нив побара нова подршка од граѓаните. Третото обвинение е затоа што е урната една класична дивоградба, при што инвеститорот се жалел и заробил на сите судски можни инстанции. А доказите дека навистина е дивоградба се уште стојат, а тоа се несрушените темели на објектот дивоградба. Четвртиот предмет е дека сум поттикнал насилство, при што под насилство подразбираат протести на граѓанска иницијатива, на кои обвинетите 8 лица кои наводно сториле насилство, според приложените докази на СЈО и сведоците, кои што се против нив, ниту некого повредиле, ниту нешто оштетиле, но ги теретат бидејќи советниците на СДСМ се вознемириле и добиле чувство на несигурност заради протестите. Петиот предмет е Титаник, каде како и во преходните 4 случаи, немаат ниту сведок против мене, ниту мој подпис, ниту било каков доказ за било какво кривично дело. И за се што ме теретат, всушност ме теретат бидејќи во тој период сум бил водач на ВМРО ДПМН. Но ова што сега се случува во апелациониот суд со предметот Тенк, кој под политички притисок, без ниту еден адвокат, во една дискриминирачка постапка ме држеше цели 11 часа во судот, прекинувајќи дури во вечерните часови, за да се исполни ден порано добиената политичка директива до судот, како и притисокот врз судиите кои треба да одлучуваат по политичка директива, а не според правните основи, затоа што некому политички му пречам и би сакал да бидам затворен и елиминиран. Ова е едно на сите дна на кој е доведено македонското судство, со политичките притисоци врз него и диригирање на пресудите на судиите. Да подсетам дека тој ден судот одби да ја одложи седницата
бидејќи на ниту еден мој адвокат не му беше дозволено да присуствува на таа седница. Дека судот одби да го прифати нашето барање да се преиспита дали некој од судиите, како што јавно кажа Катица Јанева, бил сниман и е уценет со телефонски разговори. Судот исто така одби и да биде изземена од одлучувањето по овој предмет судиката Светлана Перич. Не затоа што е слаб или нестручен судија, туку затоа што за некоја недела од сега судскиот совет кој е под контрола на СДСМ ќе расправа за нејзина одговорност во некој предмет за кој сите велат дека исто така е фабрикуван, но таа е потенцијално уценета и не можеме да сме сигурни дека правично ќе суди. Судот одби да ја иземе и судиката Тања Милева, не затоа што е нестручна, туку затоа што е во директни и блиски релации со СДСМ и со Зоран Заев, заради што истата сама се иззема кога требаше да носи судска одлука за самиот Зоран Заев. Но и заради тоа што незиниот сопруг Игор Милев беше представник на СДСМ во Државната изборна комисија, истиот беше кандидат за градоначалник на СДСМ во Радовиш во 2013 и загуби токму од кандидатот на партијата која јас се предводев. Незиниот сопруг беше и адвокат на Заев, а денес е де факто втор човек во царината на Република Македонија. Независно колку е стручна или не, тако судија не може да биде непристрасна, особено откако минатата година под притисок на СДСМ, Судскиот совет незаконски ја избра во судија на апелациониот суд како трето пласирана по број на бодови и судски стаж, наместо прво пласираниот, како што секогаш претходно било пред промената на власта. И од овие факти е јасно дека некој се потрудил да одбере колку што може повеќе судии кои или се потенцијално уценети и заплашени, или се повеќе од должни кон власта на СДСМ. Верувам дека кога не би постоел скриен план и политички мотивиран притисок, веројатно овие судии сами би се иземале и не би се доведувале во ваква непријатна ситуација. Секој веде председател на суд сонува да стане председател. Како што секој судија на апелационен суд тежне е да стане судија на Врховен суд. И тоа е и нормално и човечки. Но се има граници. Кога до целта треба да се дојде без да се бираат средствата, тоа не може да помине без последици и не може да стане збор за слободно судство. Незаконското постапување заради напредување или заради одбегнување казна носи големи проблеми и одговорност, порано или подоцна. Заради сето ова, јас одлучив утре ниту јас, ниту моите адвокати да не се појавуваме во апелациониот суд на јавната седница. Ако судиите се толку исплашени и притиснати, ако веде председателката подлегнала на барање за пресуда која е политичка нарачка, и ако толку не можат да издржат политички притисок, ете и можност да не се мачат, да не им пречиме, па и без мене таму и без моите адвокати нека донесат каква пресуда прифатиле како обврска да ја донесат. Ова особено ако надлежните институции не извршат проверка во делот на назначувањето на нови судии, дали е согласно правилата на актни системот. Почитувани, ова се политички процеси и тие треба да знаат дека ова лудо време ќе помине брзо. Ќе дојде време кога народот во Македонија ќе си ја врати власта во своји раце. И се ова ќе се преиспита, вклучувајќи го и целокупното нивно работење и одлуки. Очигледно е дека моето и на моите адвокати присуство во судницата на апелациониот суд не може веќе ништо да промени, бидејќи правните аргументи не може да ја победат политичката одлука и нарачка, ако судиите се уценети или политички мотивирани да постапат спротивно на правните факти. Ние нема да бидеме декор во таа судница на однапред политички инструирана и договорена пресуда. И во услови кога знаеме дека има однапред донесена политичка одлука за овој случај. Очигледно е дека мене не ме суди судот, туку политиката. Се ќе се изражи, се ќе помине и нема да се заборави. Секој човек, секој судија, секој професионалец, освен титулата,
функцијата, остава и траг за себе. Каков ќе биде неговиот траг, зависи не само од стручноста, туку и од неговиот интегритет, чест и подготвеност за ризици. Секој кој станал судија требало да знае дека ќе има вакви моменти во кои ќе се формира вистинската перцепција за него. Зависно на тоа какви одлуки ќе донесе кога е под притисок, под закана, под уцена или кога има политички долг кон некого. А на нарачителите на овој срамен и нечовечки чин сакам да им порачам. Знам дека ви е тешко вам. Не е лесно во вакви времења, кога треба да одите директно спротивно на волјата на народот и спротивно на она што преходно се ветувало. Мислите дека вака ќе ме елиминирате. Се лажете. Вака само ќе ме направите поголем, а вие ќе се направите помали и поранливи. Ниту едно фабрикувано обвинение, ниту една пресуда, ниту едно незаконско ставање во затвор нема да ги поништи или избриши од меморијата на граѓаните и историјата на оваа држава и народ, делата кои сум ги направил за оваа држава и за овој народ. И бранењето на нивните интереси, на националните интереси на македонскиот народ и на сите граѓани на Македонија. Колку повеќе ме пукате, толку повеќе подсетувате на се што јас ветував и исполнував за овој народ и за оваа држава. И за се што вие не правите, или пак го правите спротивно на волјата на својот народ. Оваа земја, низ историјата, имала многу политички прогонувани лица. Наместо да се извлечи поука од таквите срамни чинови, тие се повторуваат. Некој, не знаејќи како да излезе од кашата во кој самиот влезе, верува дека со политички прогон кон мене, со притисок на судиите, со апсења, затворања и малтретирања, ќе го заплаши народот, ќе му испрати порака во смисла ете како завршуваат тие кои се борат за националните интереси. И верува дека тоа ќе го натера тој народ да постапи како што тој посакува. Секој кој така размислува е воден од гнев и длабоко многу греши. Народот е најенергичен токму кога ја гледа неправдата пред своите очи и кога некој сурово го силува него, односно неговата волја.